Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска, а вие гледате За или Против. Многу ми е драго што во вечерашната емисија имам гости кои што за прв пат се заедно во еден ваков формат. Не се за прв пат во телевизија Алфа, но се прв пат заедно во една дебата која што имаме за цел да ја отвориме денеска, а во фокус ќе ни бидат младите, односно однесувањето, агресивното однесување и кога и како се случува токму агресивното однесување, каде се поставуваат добри граници, каде е слободата, колкава е одговорноста на родителите, колкава е на системот, а колкава на медиумите во начинот на кој што младите се однесуваат денес. Повод и причина ни се, за жал, трагичните настани во Турција, а ова е една превентивна емисија и целта ни е да ја подигнеме јавната свест за однесувањето на младите. Затоа велам добра вечер на професор Татјана Алексис. Добро дојдовте. Добро ве најдов. И господин Љубомир Ѓурчевски, поранешен началник во МВР. Добро вечер, добро најдов. Како што кажав, за прв пат ќе имаме една ваква дебата, ќе спротивставите или ќе се согласите во делот на некои ставови, но како што најавив повод ние и причина ни се оние немили настани во Турција, каде што за жал билансот достигна веќе до 10 починати во пукотницата, односно тоа беа два последователни вооружени инциденти во Турција. Но она што, или ако сакаме да се навратиме во соседна Србија, таму пак во училиштето Рибникар исто така имавме еден сличен настан, каде што исто така малолетник вооружен одзеде млади животи и на ученици, и на професори, и на чувар. Но она што е нешто заедничко во едната и во другата ситуација е што родителите ги носеле младите да учат како да пукаат, односно ги носеле на стрелаштво, ако може така да се каже. Првичното прашање ми е каде започнува агресијата и дали во случајов родителите се виновни, не сакаме нели никого да носиме такви заклучоци да судиме, но која е одговорност на родителите кога има ваков случај каде што родителите ги учат на вакво однесување? Ќе почнеме со дамата, па потоа и со вас. Да, благодарам. Еве веќе додека дискутираме за причини, последици, превенции, стравам дека веќе некаде во нечија глава може да се коат повторно планови за вакви злосторства, дека нешто тлели, дека некаде се случува. За жал гледаме дека последователно 24 часа едно по друго се случи, па читав повторно некаде во Охајо сличен случај, па директорот спречил можен инцидент, разоружал бивши ученик. Значи, постојано читаме, веќе стравам да отворам медиуми, електронските медиуми, за да не прочитаме повторно за нека несреќа, а се уште тлее несреќата на Кецмановиќ во Рибникар, во Белград, еден случај кој не потресе сите и стравувавме дека една несреќа, една трагедија создава друга, отвара друга трагедија. Ние често пати како наставници, како учители, бидејќи заедно со родителите и со учениците сме базата, триадата во образовниот, во воспитно-образовниот систем и поврзани сме. И секако дека не сме тука да судиме кој е виновен, но е тоа системски поврзано. И системот диктира поинакви услови на живење. Ако во еден систем младите деца гледат постојана агресија, она што нели ми се случува и во светски рамки, хаосот владее, војна е. Ако материјалниот момент се повеќе прави една драстична материјална разлика, имаме класна разлика поголеми од француска буржуазка револуција, повеќе од Виктор Уго што го опишува во романот Клетници, не може да нема криминал, не може да нема страдање, не може да има несреќи и сето тоа е тешко за да се избалансира. А родителот е база, семејството е база, првите 7 години се формира карактерот. Нас кога ќе ни дојдат ученици во средно училиште, веќе се оформени со карактер и ние можеме да ги мотивираме, да ги демотивираме, меѓутоа да ги оформиме, веќе не, тие се оформени како личности. Најбитното нешто, и јас како родител, она што можам постојано да апелирам, многу повеќе да бидат присутни во животот на нивните деца, но не како тутори, не како супервајзери што велат децата, не како некој што контролира во смисла да не му дава на детето простор на движење, туку тоа да биде многу подискретно, но суштински блиску до детето. Љубовта не е детето се обезбеди со материјални средства. И Кецмановиќ беше дете од семејство со добро ситуирано, добро ситуирано, родители интелектуалци, имал се што се вели, па еве каде се скршна. Недостаток на љубов, онаа вистинска љубов.
преголемите амбиции, условите, мораш да имаш петки, системот диктира. Мораш петки да се запишеш ако сакаш, нели? Да. Во гимназија, мораш сите петки ако сакаш на факултет, системот значи не услови, задолжително средно образование, сите мора да завршат, не мора сите и не мора сите да имаат сите петки, треба малку порелаксирано. Сето тоа диктира едно темпо каде што децата премногу амбициозно влегуваат во тие води. И ако се сеќавам, Кецмановиќ ги фактички пукал во децата кои биле во некоја насока или конкуренција или подобри од него, како да сакал да ги убие децата кои му биле конкуренција дека не е подобар од нив. Ќе се извинам што ќе ве прекинам. Колку тука вие како наставници, како професори, и сте во контакт со родителите, бидејќи јас како од другата страна, моите деца уште не се во училиште, ќе почнат здравје од септември, но она што го слушам од други загрижени родители е дека буквално секогаш има некој родител кој што буквално ќе се конфронтира со наставникот ако треба, само за да докаже дека неговото дете не е невирно, не е виновно. И буквално тука настанува еден заробен круг, ако може така да се каде, каде што буквално децата се безгрешни во тој систем и ние ги создаваме да бидат безгрешни, дека мора да имаат петки, како што вие кажавте. Кој тука попушта? Наставниците од таа страна, кога им попушта на родителите, дали треба малку построго да се настапи кон родителите, бидејќи ово го слушаме, речиси, многу често сигурно и вие. Еве сега слушнавме дека на родителска средба буквално беше до физичка пресметка родител и наставник, што е, ако кажеме во наше време, во мое време звучи нели старовремски, меѓутоа на вистина не имаше вакви ситуации како што има сега. Значи сменете системот драстично. Презаштитнички родители исто грешат. Ако премногу се заштитува детето, ако секогаш мислиш дека твоето дете во право, треба да се види другата страна. Едно е децата дома какви се, други какви се на училиште или на улица. Значи има поинакво однесување на децата и тоа оно што треба ние да бдееме на нив и како наставници да видиме што им се случува во главата, какви се на голем одмор, на мал одмор, на меѓи одмор, какви се на час, на екскурзија, значи поинаку се однесуваат. Родителот треба да каже и да укаже ако има проблем на класниот, на професорите, на педагошката служба секогаш. Меѓутоа, пак е повторам поради ова темпо, брзо, на немање време да дојде родител да разговара, пак е системот тој што не ни дозволува да се посветиме на такви случаи и многу често знаат да ни се лизнат од рацете. Ние имавме еден многу трагичен настан во Корчагин, изгубивме дете кој си крена рака сам врз себе, тоа е нешто што не можеме никогаш да го заборавиме и тоа се работи кои треба превентивно, треба да се зборува. Меѓутоа ние секогаш отпосле зборуваме за тоа, секогаш епидемијски. Ќе гледаме така превентивно, но она што сакам да ве прашам во насока, нели ќе го прокоментираме ова ако сакате, но се учи ли дете да управува со оружје, особено ако е малолетник? Едниот, особено во случајот на Турција, таткото бил поранешен припадник на полицијата. И во Србија. Да. Ајде вака. Јас малку ќе ја поставам, јас во цело се согласувам тоа што го кажа професорката од аспект на педагогија и социологија, од аспект на она што е обврска на образованието. Јас овде ќе се потрудам да издискутирам и да поставам неколку тези од аспект на криминологијата, односно криминолошките аспекти за појава на ова насилство, особено кај деца во пубертет, после 13-та година до 17-та година, тоа е онаа популација од средното образование. И секогаш кога зборувам за криминолошките аспекти, на прво место ги ставам социјалните состојби во државата. Социјалните состојби и социјалната нееднаквост, што ја спомна и професорката, доведува до една ситуација на меѓусебно навредување, точно на тие деца во тој пубертет, кога тие сакајќи да се истакнат и да се наметнат во средината дека тие се тие главните, може да посегнат и по насилни методи. Тоа е првиот дел. Вториот момент, мене што ме највише ме загрижува е делот на наркоманијата која што ни се спушти до ниво 13-14 години, што е катастрофална состојба која што, затоа нели викаме ние психотропни материи во делот на употребата на дроги, па дури и се појавуваат и тешки дроги, но за среќа се уште некај децава од таа популација, но исто така наркоманијата си има свој криминолошки фактор во создавање на една таква состојба. Понатака, ние што мора да имаме во предвид, мораме да имаме вкупната
безбедносно-политичка состојба во државата од аспект на социјалата и трката по пари. Она што професорката викат, ние немаат родителите доволно време да им посветат внимание на децата за едно воспитување. Обврската на наставниците е образование, воспитувањето е тргнато сега, викаме кај семејството, затоа што создадовме едно потрошувачко општество. За разлика од онај период кога ние сме учеле, ние имавме еден порелаксирани односи и во делот на социјалата и во делот на се. И последниот фактор што мене исто така долго време ме загрижуваше е социјалниот статус на професорите и на наставниците генерално, значи зборувам основно, средно и високо образование, одејќи од фактот дека многу светски демократи и напредни демократи како Јапонија викат дека наставникот и професорот треба да имаат подобар социјален статус од пратеникот. Затоа што се тие кои што утре треба да регрутираат деца, лекари, политичари или полицајци или што ли све, значи тие деца мора да поминат низ нивните раце и затоа државата тука мора да изнајди соодветни средства како тој персонал во образованието да го мотивират, не да ја извршуваат само образовната функција, него да им наметни и една воспитна функција, особено кај децата во период од 10 до 14 година, што е многу битно и јас никогаш нема да поддржам родител кој што во тој период на детето, затоа што тој може би лично не успеал во некој дел, било да е тоа спортски, било да е тоа културен и така натака, па своите фрустрации ги лечи преку своите деца, па им дозволуваат оружје, пукање со оружје, обуки со оружје и така натака, за да ни се случуваат вакви трагедии, одејќи пак и уште едниот фактор е тоа што во едни такви консталации во светската политика, вие гледате дека оружјето стана многу достапно на пазарите. Многу достапно на пазарите, дури и кај децата. И затоа јас во многу настапи мој кажувам дека во основните и средните училишта потребно е државата да обезбеди лица со лиценци за обезбедување и соодветни скенер врати, каде што секое дете, особено во на таа возраст, ќе помини заради утврдување на метални предмети. Ние имавме големи проблеми кај нас во средното образование, знаете што ни се случи пред ГУЦ, нели имавме убиство со нож, каде што многу ученици после 14-15 година со себе знаат да понесат метални предмети, остри предмети, ножеви, штрафцигери и така натака, да предизвикаат тепачки, да си нанесат повреди што генерално професорите и наставниците ниту се обучени, ниту може да ги попречат. Ниту па смеат законски, еве што кажува професорката, ниту па смеат законски. Може да отворат ранчето, па да погледнеме окативно, но не да влеземе во нивната приватност, на нивниот ранец или торба или било што. Ете, тоа е тоа. Но може родител, повторно ќе се вратам, ово ме навраќа ово што го спомнате господин Ѓурчевски и ово вие што го кажавте господи Алексич, е дека во суштина се случува да носат ладно оружје. Имавме примерот со мајката. Да, тоа сега тоа беше реагираше дека мислам ние пазете презаштитнички се родителите, не се само критични. Презаштитнички, да, меѓутоа еве како и затоа само за да завршам, затоа јас често пати ако на нешто и на некого се љутам, со оглед на таа извршена децентрализација до каде што ни е извршена, највише се љутам на тоа што советите за превенција кај градоначалниците не заживеа. Значи во општините, тоа е со законот за малолетничка правда предвидено дека секој градоначалник треба да состави совет за превенција во образованието, каде што ќе доминираат педагози, психолози, социолози, нормално луѓе од безбедносните служби и луѓе од делот на медицината. Пак ќе се навратам за сите оние пороци кои што ни се појавуваат кај младите. За жал, во општините имаат за се пари, ама за тоа што треба да одвојат парични средства и да направат една добра превентивна активност
малтене еднаш месечно да се посетат школи и така натака, да се одржи предавање, да се издадат публикации и сето тоа градоначалниците за жал досега никој не го прави. Јас си земам за право да ги повикам да си обрнат внимание и да си ги испочитуваат законските обврски во делот на тие совети за превенција. Да. Превенцијата е повеќе од половина решена работа во било која област, и во здравјето и за се. Значи, оно што однапред треба да се... Но вие како во образовниот систем и сам како што рековте имате така, може да им проверите, ама не смеете да им навлезете во нивната, нели, не смееме и телефонот простор. може да го земеме, меѓутоа не смееме да го отвориме телефонот, само да го одложиме ако ја попречува наставата, што е закон. Видете во Велика Британија, премиерот страна на Велика Британија се заложија, значи, забрана за пристап на таа возраст до 14 години на социјалните мрежи. На социјалните мрежи. Да, точно тоа. Но друго ми беше зборот. Тоа обезбедување со лиценци за обезбедување, значи, кои што поминали и соодветни обуки, на ними мора во Законот за образование да им се предвиди таква можност, а да се предвиди можност додека трајат наставата децата да им бидат исклучени или оставени мобилните телефони некаде, не на час да гледат насилства и што ти све не. Па и блокатори, кога се полага државна матура, исто треба се користат, да. Блокатори, за да нема за тоа што се може да се прошверцува. Така е, но кога станавме ги споменавме социјалните мрежи, вашата улога како во образовниот систем е голема, дефинитивно, но колку е лесно, односно тешко да се види што говорат, бидејќи денеска користат одредени фрази, одредени емотикони, кои што за нас повозрастните можеби значат едно, меѓутоа имавме една серија која што доста беше бурна, адолесцент беше, каде што буквално некои зборови нас ни звучат едно, ама во нивниот вокабулар значат нешто сосема друго. Буквално како да имаат свој јазик, свој свет кој што за нас повозрастните ни е тешко да го разбереме. Што се случува Да, тоа е оној арго јазик, да. Затворен јазик кој не можеме, и често пати јас ги прашувам некој или информатички јазик што како значи. Некогаш можеш учениците ги слушнеш, оно што ви кажав, поинакви се на екскурзија, поинакви се во училница, надвор од училница, па коса да ти се исправи тоа што ќе го слушнеш, меѓутоа тоа може да го доживееш со сопствените деца. Многу е тешко да го контролираш детето, да оно што кажав, да си постојано над него и да му ја отвориш телефонот. Ете момчето од Турција сега обзнанија дека тој веќе се подготвувал, имало запис на компјутерот дека по пример на некого сака да го направи истото, значи да видел некој од родителите на време. Тоа се првите форми во Соединетите Американски држави на таква ликвидација во училишта. Некаде на средината на 80-тите имавме 22 деца убиени. Да, имаше на Да, значи тоа е првите форми и тие сега се аплицирани на социјалните мрежи. Проблемот е што тие се пристапни. Децата може да пристапуваат. Тоа е што баш сакав да ви кажам. Мене ми се случувало кога им предам Достоевски Злосторство и казна, следниот час кога ќе сработиме се дали или болеста го предизвикува злосторот или поради злосторството се јавува болеста кај Расколников. Им го пуштав филмот, документарниот филм на Майкл Мур, Bowling for Columbian, за тогаш 1999 година првите двајца злосторници малолетни кои убија 14 ученици чина во Колумбија област и Майкл Мур фактички докажа дека е поради легално поседување на оружје. Значи таму можеш да пукаш ако некој влезе во твојот двор или во твојот дом. А оно што Чеховски велиме во викувања, сега се служам со литературата, оној кој има пиштол кога тогаш ќе пука од тој пиштол. Не значи дека децата на војните лица или на полицајците се потенцијални убици далеко од тоа, меѓутоа родителот треба едноставно да безбедно да го држи тоа оружје, а не оно што се случило со Кецмановиќ или момчева што со 5 пиштоли влегол, со цел арсенал влегол. Арсенал тоа веќе е. Ама дозволете, јас мислам на почетокот тоа го спомнав како еден од ризик факторите пристапноста на луѓето до набавка на оружје. Било да е тоа на црниот пазар или држави како Соединетите Американски држави, каде што оружје без овални цевки, значи не автоматско оружје, е достапно на секој. И сега, тамо имате криминогени структури кои што ни се појавуваат, уживатели на опојна дрога на таа возраст, на ова, на она, кои што па на црните пазари многу лесно
многу лесно доваѓаат до таков арсенал на оружје, со кој што арсенал на оружје може да го сторат ова кривично дело. Кога се случи тоа со Кецмановиќ, јас бев еден од првите кои што побарав измени во законот за набавка, поседување и чување на огнено оружје, каде што се заложив дека секој кој што добил одобрение дури и за ловно оружје, дури и за ловечко оружје, да има и соодветни услови дома од клjuč за чување. Да може за да не биде чува, достапно така, да не биде достапно на деца и така на сеф или било што треба да се направи. Се додека ние не ги измениме некои системски закони во ова област, а знаејќи дека порастот на малолетничката деликвенција, значи во подеме, ние можеме да зборуваме колку сакаме, пак ќе се навратам на таа превенција, затоа што пак ќе се навратам и на општествено-политичките прилики. Веќе 80-тите години со оние серии Трзвија Скопје, Сиви дом и така натака, се извади тој валкан веш кој што го стававме под тепих, дека навистина малолетничката деликвенција нас ни е присутна. Но во тој систем ние имавме малолетнички домови, каде што ги изгрижувавме. Сега тој... Сиви дом. Да, сега тоа го немаме. Тоа ќе ми биде прашање, како сега се можеме да се справиме со малолетничката деликвенција? Видете, нас ни е потребно... И во делот на образованието, вие во вашиот дел што е... Пазете, ние и во тие, и во едни такви институции, ние не смееме да го исклучиме образованието, сега да не бидам јас разбран полицаецов, гледајте, само зборуваат за ограничување на човекови права и на правата на децата. Не. Значи, пазете, ние... Тоа е казнено поправна установа, значи има и не, тоа затоа како викаме ние во законот, што викаме, дете до 14 години не е кривично одговорно. Тоа не се случи. Го знае, го знае. Значи не е одговорно. По 14 години викаме на тие деца до 18 години за сторени кривични дела им се изрекуваат заштитни мерки. Упатување во институција и така натака, ама ние сега ги немаме тие социјални институции каде што треба да ги прифатат соодветно обучени социолози, педагози, психолози и така натака, и кои што таму нече може да дојдат родителот и да кажуваат многу, затоа што ќе има судска пресуда. Ме разбирате? Значи ќе има судска пресуда. Тогаш многу лесно родителот може да се соочи со кривично дело за пуштање на малолетно лице. Значи, затоа зборувам ова што професорката многу убаво го кажа во делот на начинот на заштитата од страна на родителите која што им прави штета на децата. И тоа огромна штета им прави на децата. Затоа викаме дека ние мора да гледаме на проблемов системски. Но на прво место да ја ставиме превенцијата, па на второ место да ја ставиме санкцијата. И тоа таа санкција да биде соодветна на возраста. Не да го упатите вие во казнено-поправна установа каде што тој ќе изучуваат како да стане тој уште поголем криминалист. Дополнително ќе се зголеми дополнително ризикот. Да биде соодветно на да биде институција. Да, институција да биде со сите нишани, да има здравствена заштита, да има се што е за комплетна рехабилитација, а не бетер да го поттикне како што е сега, да не зборуваме ги тоа и нашите и други домови, да речеме за психијатрија, невропсихијатрија, сите тие, па и старските домови, ние навистина немаме услови за такви третмани како што треба. Тоа е она што мислам генерално како држава нас треба да не загрижуваат. Не ова се случи, сега ние посвесно можеме да зборуваме што и да зборуваме, тоа е завршена работа. Да видиме што се случува, да попречиме каде сме ние, каде сме ние. Не велиме дека туку што се случува кај нас, што треба да знаеме и што може нели да се направи понатаму. Има една друга работа, професор, ќе ми кажете како гледате вие на тоа. Секаде каде што се покажало агресивно однесување или пак врснички булинг, во суштина тоа дете доживеало булинг претходно, дали дома, дали во некое друго обкружување, меѓутоа тие во суштина што се жртви на некое друго однесување, тоа е еден ланчен систем кој што некаде, за жал, некој може да настрада, ќе пукне. Така е, па. Што вели вашето искуство? Вие дали сте што се случува во средношколските, нели? Често пати го кажам тоа дека агресија раѓа агресија и дека всушност и агресорот е жртва.
на своите родители, на системот, на старателите, на генетските предиспозиции. Не знаеме што е во неговиот ум, во неговата психа. И затоа е таа превенција многу битна. Меѓутоа, начинот на кој што се пристапува, некогаш навистина не можеш да допреш до родителите, ги викнеш на разговор, да им апелираш, да алармираш, па се пристрасни, па се субјективни. Што се случува? Многу ме интересува што се случува кај тие родители кои се обидете да им пристапите и да им кажете да вашето дете има проблем. Што добивате? Зависи, значи некој се и коректни, меѓутоа некој знае онака да биде дојде до непријатна ситуација. Не секој сака да слуша критики негативни на сметка на своите деца. Меѓутоа некој ќе внимаваме, мора да сме дипломати затоа што па има родители кои ги казнуваат децата. Јас се сеќавам не во Корчањи, туку во Димитар Влахов, училиште кој ја многу го сакам, деца од стручни профили, меѓутоа има и деца кои беа од ниски социјални средини, од родители кои на родителска, кој ќе им каже, вика, професор, ќе земете кабел од пегла и удрете. Ти кажува родителот благослов да удриш по детето. Значи, навикнати се на физички казни, што за мене е недозволиво, значи не треба такво нешто. Меѓутоа, разговорот со децата е превенција, оно што како родител го гледа децата е превенција, нашето однесување превенција, љубовта, чувството дека припаѓаат на тоа семејство. Ние дома можеме да ги држиме во стаклено звоно со многу љубов, па кога ќе ги пуштиме на улица некој друг да ги исплаши со сосема поинакво однесување, па треба малку за тоа да им се зборува. Затоа што децата немаат потреба на таа млада возраст да гледат агресија. Затоа велам треба табу на агресија, на автоагресија и на инцест. Достапноста на порно сајтовите, на сите овие што гледат будалаштини по достапните електронски медиуми и тоа каков атак се случува врз нив. Ја се сеќавам честопати цитирам професор доктор Викторија Вуевиќ во циклусот Сексуална азбука, кажа превентивно никако порнографија за децата до 18 до 20 години. Тоа им се врежува во подсвеста и прави апсолутно негативни последици. А вам читавме татко со присилувал сила. Да тоа е гледа апсолутно сексуална настраност и болест. Затоа треба да се научат децата да разликуваат добро од лошо со примери, лични примери. И оно што велам ангажман, трудолюбие, како да ги навикнавме децата да не им даваме задачи и одговорност да работат, буквално да средат дома, да исчитат, да изметат, да не знам да косат трева ако има двор. Работа, од трудолюбие никој не може да се расипе. Мора овие деца повеќе да работат, а не да седат постојано на интернет, на компјутери, па да сурфаат, да скролаат, да се изразам со тој нивен компјутерски речник и да влегуваат во тие длабоки, негативни, непријатни ситуации кои може да им бидат и тоа како инспиративни ако не сватат што е црно, што е бело, што е лошо, што е добро. Дополнителен проблем покрај социјалните мрежи се оно што е најактуелно во моментов и дополнително ќе се развива, тоа е вештачката интелигенција, каде што буквално се може да се види, сечив лик може да се злоупотреби. Иако кај нас имаме и закон, особено во делот на злоупотреба на сексуални фотографии и така натаму, но каква опасност представува вештачката интелигенција покрај тоа што има низа работи кои што се предноси, кои што можеме да ги искористиме во добри цели, но негативната страна во аспект на ова ние што го зборуваме. Ме подсетивте на еден став што често пати јас знам да го искоментирам, дека ние од воведување на демократскиот систем од Европа ги презедовме негативните работи, наместо да ги преземиме позитивните. Истата ситуација изгледа ни се случуваат и во овај дел на вештачката интелигенција, да првично многу повише се навлегуваат во системот на негативното, отколку во системот на позитивното на вештачката интелигенција, во делот на образованието, во делот на науката, во делот на пристап до информации и така натака, него напротив се оди до тамо да криминогените структури, ја што знам да кажам, да ги злоупотребат за да можат додатно да вршат уцени, закани, изнуди, притисоци, дури и према возрастни, не само према малолетни, и да регрутираат, особено девојчина на 13-14 години заради сите оние снимки од детска порнографија и така натака, каде што настануваат огромни психички пореметувања во
понатамошната фаза од растот на луѓето. И затоа викам дека со делот на вештачката интелигенција мора да бидеме многу предпазливи, тоа е првата работа, и втората работа, законодавството на државата мора да ја следи позитивната страна и секогаш да ја забрануваат негативната страна. Затоа што, например, позитивната страна на вештачката интелигенција е незината употреба во делот на индустријското производство. И тоа никој не може да го негират, нели? Компјутеризација и така натака, роботи и сите тие работи. Но ние мора да го санкционираме и да го забраниме пристапот, особено на децава, до сите тие негативни состојби, ако сакаме вештачката интелигенција да ја ставиме во наша функција. Ние како викаме, која создават вештачката интелигенција? Човекот. Тоа треба да ја создади за свој потреби, за свој добра, не за свое самоубиство. Значи, тука е разликата во она што викаме, ако јас нешто создавам, јас морам да го контролирам. Ако немам механизам на контрола, че ни се случи како шетање во надрогава на марихуана во Република Македонија, малку да се нашалам да воведам ведрина. Значи, се што е без контрола, се тоа доваѓаат до оваа состојба за која што ние зборуваме, до злоупотреба. Па мора казана политика. Мора, казнената политика прави тоа се е во ред, меѓутоа мора да има казни, неко како. Јас секогаш велам дека ние неподготвени, невоспитани влеговме во демократија. Тоа е исто како бенгалски тигар да го пуштиш во градинка и му кажеш нема да ги јадеш децата. Значи моравме превентивно, дури медиумска писменост и на децата ние им ставивме задолжително компјутер пред секој дете, ај се отштекај ги, се извлече ги од компјутер да можеш. Што значи безбедност додека е на интернет, да. Користат ли многу вештачка интелигенција? Па користат, не можам да кажам дека не користат добро или за пишување, се за решавање задачи. Да, користат, меѓутоа во устната интерпретација тоа како може да се забележи дали е детето навистина начитано и продуховено или тоа се нели со помош на вештачката интелигенција. Знаете како? Во рацете на зол човек и света книга може погрешно се искористи Библијата. Злобниот дух во се гледа злоба. Така и ова исто тоа. Ако некој навистина ја користи како што треба, таа и тоа како е потребна и во здравството и секаде. Меѓутоа стравувам и јас, да не бидам нели со ние теоретичари на заговор, меѓутоа стравувам дека компјутерите и роботите може нас да не заменат по денешен аспект Матрикс доаѓа како документарец. Оно што сме го гледале дека сега ни се случува во реалноста и дека ќе дојде момент кога нема да можеме да го стопираме тоа да. Како вие како наставник по македонски јазик и литература, како смета дека треба да се бориме за да бидат поусмено, да се надоградуваат, да читаат, да не им завршува ChatGPT се од типот да напишат текст, иако јас лично сметам дека многу помага, ги поедноставува работите, ги забрзува процесите, но ни останува оној момент на креативност и на уникатен печат на сето на што го правиме. Ги потикнуваме да работат, да пишуваат, да интерпретираат, да учат текстови драмски. Во драмската секција постојано правиме некои хуманитарни представи, се учат тоа да се пронаоѓаат. Пак ќе кажам, тоа е трудолюбие. Значи, кога ќе го видиш дека пишува сам, па да го пофалиш тоа дете, па да го прочита, некако да го потикнеш да не биде тоа шаблонски само, затоа што ако не влеземе во суштината и тие ни давате се и само ако ги прегледуваш така како робот, нели механички, и тоа како може некој да се прошверцува. Меѓутоа, устната интерпретација, комуникацијата со нашите ученици веќе дава поинаква слика. Не секој може да пишува креативно, имате ученици кои читаат, а не може да пишува и обратно. Тука нели ние сме тие што треба да видиме талентот и не можеме ги казниме, поради тоа талентот е Божи благослов, меѓутоа има деца трудолюби. Се уште, ќе кажеме, барем Корчагиновци читаат и гледаат театарски представи и филмски остварувања, и тоа е многу убаво. Јас сум сега во библиотеката на Корчагин, библиотекарка, и многу се радам што доаѓаат, читаат кај мене, седат, решаваат задачи кога имаат празен час. Тоа е се убаво, така беше во наше време. Пак ќе кажам, некако се ставаше повеќе печат кога нешто те интересира, ти мораш да додеш пешке во библиотека, да побараш војаклија, лексикон на интернационални зборови, а сега се има достапно. Таа достапност е малку меч со две сечила, затоа што брза информација брзо се заборава. А кога одиш полека по знаење, полека чекор по чекор, и тоа како се памети. Ќе направиме тука една кратка пауза за реклами. Има уште многу прашања што сакам да ви ги поставам во рамки на на младите и на како вие гледате во однос на нивната безбедност, но мора да направиме една кратка пауза за реклами, па се враќаме за кратко назад во студиото.
Се враќаме назад во студиото, продолжуваме со разговорот. Опфативме доста теми во првиот дел и со професорката Алексич и со господинот Ѓурчевски во делот на што се случува, како и заклучивме дека ова емисија не е превентивна, да видиме каде ни се слабостите, каде може да превенираме нешто. Ќе започнам овој пат со вас Ѓурчевски. Вие сте работеле малолетничка деликвенција, сте имале ме информирале колегите што работеле, јас сум бил надреден старешина, ме информирале за се. Но сте имале увид по тоа што се случува. Точно така. И вашето искуство е големо во тој дел. Што треба да се направи за да се превенира во однос на тоа како ни е поставен системот сега? Видете, јас и на почетокот кажав, значи прво нешто што треба да се направи, градоначалниците малку посериозно да си го сватат работата. Но ќе се што ќе ве прекинам, МВР и ОПСЕ заедно со Министерството за образование и наука спроведува одредени обуки има периодот. Да. Колку тоа ќе помогне? Дозволете, сите тие обуки одат преку системот на образование, значи преку училиштата, каде што главни носители на целиот тој проект пак се советите за превенција кај градоначалниците, затоа што нели со таа децентрализација образованието дојде кај градоначалниците. Тоа е едниот дел. Вториот дел мора да се зголемат безбедносните мерки, особено во средните училишта, затоа што веќе таму зборуваме за постари малолетници, постари деца на возраст од 14,5-15 години па до 19 години, до 19 додека завршат средно образование, каде што праксата не покажува дека сме имале случаеви и ние во Република Македонија каде што се употребувани остри предмети, каде што често пати сме имале закажани тепачки меѓу учениците, пресметки, тепачки, пресметки помеѓу групи и така натака, каде што често пати имаме нели веќе она посериозна симпатија, љубов према одредени девојки, па закачки помеѓу машките и така натаму. При ривалството, сето тоа се појавува, каде што треба до израз да дојде зголемена безбедност со лица обучени за таа безбедност и она што и на стартот го реков, нели, каде што мора да имаме увид во тоа што се внесуваат во училиштето. Немојте со оваа контрола, која што ни е премногу слаба, ние видовме пред 2 години имавме еден куп проблеми, еден куп часови се изгубија со лажно подместнати експлозивни направи. Зошто? Затоа што немаме систем на безбедност при влегување, па не знаме можеби некое дете, знаејќи или не знаејќи во ранчето, ќе внеси нешто што не треба да внеси и затоа сум поборец. Значи под итно тоа Министерството за образование да се изнајди средства, ете 6 месеци има ребаланс на буџетот, да се изнајдат средства и веќе од наредната година да ги имаме тие детектор врати каде што нели ќе реагираат на метал и на се друго, особено зборам за средните училишта кои што ни се во многу покритична фаза за разлика од основните училишта. Но и во основно училиште имавме во училиште последниот случај со и понатака ние мора да го воведиме и системот на медицинска, она што викаме систематски преглед на децата од време на време, точно заради присуството на психотропни материи и други недозволени средства кои што децата ги конзумираат, но тоа секако треба да се регулира согласно закон. Во една поширока дебата, не сега на некој му текнало, него во една поширока дебата, каде што до израз треба да дојде образованието, здравството, родителите, семејството и така натака, за да се има доволно алатки како да се заштитиме, превентивно да се заштитиме. Иначе, како ќе се случи настанот, ние сите ќе тагуваме, на сите ќе ни бидат криво и ќе ни бидат мака за жал, за изгубени животи и така натака, па уште ако се станува збор за изгубени животи на деца, малку е по-тешко. Сваќате? И затоа викам дека ќе се навратам на друга работа, бидејќи имам уште малку време. За жал, денови е актуелно судењето за случајот со Ивана и малата Катја, каде што имаме очигледно ќе се докаже во самата постапка, ќе видиме како ќе оди и полициски службеници кои што можеби подобро требале да реагираат на пријавите, дали има некоја поврзаност, ќе видиме. Само нека ми прости професорката само уште ова. Јас премногу се револтирам
на непрофесионалниот однос на полициските службеници при приемот на пријавата. Значи, основното нешто. Во моментот кога вие ќе примите пријава од граѓанин, макар и да е лажна, вие мора да излезете на лице место и да ги преземите сите, и тоа наитно да излезете на лице место и да ги преземите сите действија. Не може. Ако вие, како полицаец, приметите, ние затоа и во средното полициско, кое што за среќа сега се отвори, повторно ќе се едуцираат полицајци, значи каде што сме изучувале судска медицина, кога ќе видите крвни подливи по телото, треба да знаете што е. одма треба да преземите действија, да ја упатите на лекување, да упатите на тоа, да го изолирате лицето, да известите. Значи, затоа ме се револтирам на тој непрофесионален однос. И на однос на социјалните служби, кои што во случајов имале право да го заштитат детето во најмала детето е најголема жртва. Најголема, ама јас како викам? Извинете, професорке, кога се караат во семејството, мажот и жената, кој плачит? Децата. Децата пиштат. Траумата е кај децата. Извинете, професор. Во таа нас кој ќе ми беше прашањето, за жал, од судници слушнавме дека и наставниците во основното училиште биле сведоци и Катја за жал покажувала што и правел нејзиниот татко на нејзината мајка, нели паѓала, покажувала одредено однесување како ја дави или ја удира. Треба ли во вакви случаи малку повеќе, поголема одговорност да земат, без разлика дали станува збор за ваков случај, треба ли малку поголема одговорност да се земе и да се превзема некои чекори, за жал да немаме вакви. И да се детектира случаите, да се пријави кај педагогот, психологот. Многу е тешко кога немаме реципроцитет кај родителот. Многу често и родителите не сакаат да бидат спреги, да се отворат, да ни кажат, се кријат од непријатност. Мислам дека таков бил случајот, си нејзи било буквално непријатно дури и дома да кажеш, да, на социјалните служби можеле но тие можат по службена должност да отидат и да го несат суштински проблемот. Оттуѓени сме, сите сме туѓени. Некој темпо не ни дава да се заангажираме и немаме еден случај. Има многу, во еден клас има многу повеќе случаи. Значи ова се сложам, освен што ни треба да се детектираат било какви орудија во училиште преку систем, да се детектираат и преку здравствена систематски преглед, ни треба флота. Една флота од стручни луѓе, не само дефектолози, логопеди, образовни асистенти, имаме се повеќе деца со посебни потреби. Значи треба да се зајакнат тие служби, повеќе ни треба психијатри, психотерапевти. Мислам дека на секој семејство му треба по еден психијатр, психотерапевт. Се повеќе страдаме од менталните болести и генерално. Кој што за жал се излива на социјалните мрежи, каде што гледаме страшни коментари пред од возрастни луѓе. Да, знаете како? Порано, еве пак ќе кажам во наше време, не си имал, можеби си имал среќа во текот на животот да не сретнеш некој таков негативен човек во твоето секојдневие и да живееш фино, убаво, розово како Кандид или во земјата на чудата со твоите родители, не знаеш. Меѓутоа сега на Facebook не знаеш од каде кој ќе ти влезе во дворот на твојот профил и да те навреди без никаква причина. Ајде, ние сме веќе големи пораснати, меѓутоа како име на децата. Па и на нас како возрастни не ни е сеено, ќе се согласиме кога ќе прочитаме нешто не на. И родителите не можеш да ги заштитат, затоа треба многу да се работи со тие деца, многу да им се збори, да им се даде и личен пример, да се зборува отворено, искрено со нив, меѓутоа во одреден период на возраст. Значи не можеш ти со дете на 7 години да зборуваш исто како што ќе зборуваш со дете на 17 години. Многу е битна таа возраст да им се укаже што е добро, што е лошо. Отворени ли се кога сме веќе на ова прашање средношколците, бидејќи пред сте во комуникација со средношколци, кога ќе им пристапите, кога ќе забележите дека нешто не се случува, бидејќи нели вие ги гледате можеби повеќе што ги гледаат родителите во училишните клуби, отворени ли се или понекогаш таа оттуѓеност која што ја зборуваме, преголемото присуство на социјалните мрежи вие прави таа бариера да потешко допрете до нив. Како не ви, па и ние дури на класниот час немаме време што да регулираме небитни работи како регулирање на оправдани и неоправдани часови на компјутер, сето тоа да го внесеш драгоцено време ќе ти се лизне кој може да го посветиш кога гледаш ученикот во очи. Дури да го гледаш, дури да разговараш со него, многу е тешко да детектираш проблем. Понекогаш деца кои се насмеани имаат длабоки психолошки проблеми. Не можеш да допреш до нив, па и немаш право тука, не можеш да влезеш ти во интимност.
некој да се довери. Да. Значи ние пак сме некако имаме како да кажам бариера една во интимноста на ученикот и не смееш да влезеш. Ако ти се повери, па ти да поразговараш, па со класното раководство, па со педагошката служба, па со родителите, па каде е границата и нивната каде е доверба да не ја влезеш, зразниш, да не се злоупотреби, дали смеа да ти кажат, многу често им е страв да кажат, она еднаш го кажував, им е страв да пријават некој врсничко насилство затоа што ќе ги етикетираат како тужибави, нели? Меѓутоа тоа е храброст, тоа е огромна храброст затоа што спасуваат, во тој момент спасуваат не само себе, туку некој друг. Треба да кажуваат, треба да се отворени и да пријават и дома и секаде затоа што тоа е единствената превенција. Кога родителот ќе сфати дека детето го лаже, ќе ја види грешката. Ако детето те лаже, вината е во тебе. Ако детето има доверба да ти каже кога сгрешило и кога добило слаба оценка, изгубило телефон, патеки, било што, ако не го казнуваш веднаш, туку поразговараш со него, тоа е добро. Не во смисла, ако си ги изгубил патиките, ќе ти купи мама нови. Не, ема да иде со старите додека не значи пак некоја казна, али суптилна казна, не во смисла да се навреди тоа дете, не да се стави атак врз неговата личност, туку врз предметот, врз ситуацијата. Си заборавил добро, мисли и на крајната одговорноста на што го зборував, бидејќи ангажманот повлекува одредена одговорност на однесување, позитивно трудолюбието, да, дефинитивно. Мислам, него поголема превенција од трудолюбие, од работа, нема ништо не спаси освен работа. Децата повеќе дават задачи по дома, нека работат било што, само да не седат така пред компјутерите, да имат слободно време кога секакви глупоштини може да им влезат во. За крај би ве замолила една порака која што би сакале да ја упатите, претежно родители и повозрасни лица, но ако гледа и некој, нели, Пазете, јас од искуство едно ќе кажам. Најтешко на родител му било на времињата, зборам 90-тите години, кога наркоманијата растеше со ненормална прогресија, кога ќе му соопштите дека неговото дете било во контакт со дрога. Верувајте дека тогаш секој пат родителите не напаѓале нас, затоа што ние бевме полицијата единствен орган кој што се занимававме со таа работа. Но кога ќе почнат домашните кражби, злато, ова предмети од дома, тогаш родителите доваѓаат и плачат кога ќе почне насилството од уживателот на опојна дрога према него. Затоа се залагам прво родителите да не гледаат на децата со доверба тогаш кога тогаш кога они се трудат нешто да сокријат од ними, него се тие кои што треба да дојдат до вистината и да преземат првични соодветни действија за попречување на натамошно развој на тие негативни состојби со тие пороци и така натака, за да се спречат сите идни трагедии. Државата како систем во делот на образованието треба да се седнат и да си прегледаат безбедносните аспекти на учениците внатре во школите и овластувањата, кои што ќе ги добијат педагозите и психолозите точно во тој дел да навлегуваат она што викаме во приватноста, но при тоа да се поседуваат и соодветен сертификат на службеност, на службена тања, на се што ќе дознат во педагозите и социолозите во вршење на нивната служба. Значи, нас ни е потребно коренити измени на одредени закони и подзаконски акти во делот на образованието, особено во основното и во средното образование. Високото образование веќе зборуваме за оформени личности и таму е нешто сосема нешто друго. Ете тоа јас би имал на старт, на крај да кажам. Поведете. Па да се врати срамежливоста во мода и добрината како врв на емоционална интелигенција, ги учиме децата од најмала возраст да не бидат добри, да не бидат глупави и не имитираат нас возрастните. Некако се повеќе не недостасува добар однос, воспитаност, дружелюбивост меѓу децата, солидаризација, таа емпатија за која што многу зборуваме, меѓутоа на дело никаде ја нема. Ако ти се случи нешто на улица, ти буквално ќе останеш на улица. Нема веќе некој да ти притрчи, да ти влезе во твојот проблем за да ти помогне. Некако секој си ја гледа својата интимна лична работа, своето семејство, се затворивме и таа затвореност не дотурка до таму каде што сме. Не си помагаме. Да, за жал не си помагаме, а тоа наистина ни е многу потребно. А да ја гледаме оваа емисија како една помош и за родителите кои што не гледаат во моментов, ако успеавме барем малку да го промениме начинот на кој што размислуваат и гледаат на проблемите, значи сме направиле одлична работа. Ви благодарам уште еднаш, се надевам дека ви беше пријатно и дека можеби ќе се видиме за некоја поведра тема
во иднина. Дај Боже. Благодарам на Ви поканата. благодарам уште еднаш. Почитувани, тоа беше емисијата. Се надевам дека добивте одговори кои што ви беа потребни. Јас ви посакувам убав остаток од денот и убав викенд пред вас. Поздрав.